Почитување, не сум член на комисија, меѓутоа почувствував потреба да говорам на оваа тема, многу важна, многу суштинска за сите нас како пратеници, пред се важна за државата. И она што вие пред малку го кажавте е дека сите и вас и нас не боли тоа прашање и вистински не боли. Меѓутоа она што се разликуваме ние во моментот како опозиција и она што е наш став е затоа што и во овој изминат период ние како пратеници воопшто не бевме вклучени со ништо во процесот кој беше многу клучен, а сите знаеа дека на крајот ќе бидеме вклучени во донесувањето на одлуката, односно во гласањето. И затоа јас, кога ја гледам хронолошки наназад целокупната постапка, гледам една грешка во вас, која ја водевте оваа постапка, затоа што клучните луѓе и фактори во целокупниот овој процес беа изоставени. И на крајот не може да имаме консензус по едно вакво прашање, важно за државата, и прашање кое во кое се направи една поларизација во општеството дека едни се за ЕУ и НАТО, а други се против ЕУ и НАТО. Значи, тука да расчистиме, ВМРО-ДПМН никогаш не било ни против ЕУ, ни против НАТО, меѓутоа, сите, како политичари, сме во еден теснец, во кој ние знаеме каде припаѓаме и кој гласачко тело нас не избрало. Кои се постулатите и она што е основа на секоја политичка партија, дали било Социјалдемократскиот сојуз или било ВМРО-ДПМН. Во делот на нашата идеологија, во делот на зачувувањето на тие национални интереси, е и ова зачувувањето на, односно непромената на Уставот и она што значи бранење на националните интереси и начела. Не бараме секакви изговори за да не успее процесот. Ова само на почеток, пред да навлезам во една материјална расправа, за која ќе дадам образложение по 4 точки кои се на измена на Уставот. Немаме ни потреба да бараме изговор за да не успее процесот. Тоа не е во интерес на Република Македонија, тоа не е во интерес на ниеден пратеник во ова собрание. Меѓутоа, ние носиме одговорност, не таква одговорност како што барате сега, не повикувате од власта дека треба да имаме одговорност. Ние го црпиме легитимитетот од гласачите. Значи, тоа е она тело кое стои зад нас. Во моментот, референдумот беше една главна каписла, последна која го даде тој пат дека не е успешен. Не може да го толкуваме различно. Доколку беше успешен, ќе беше некоја друга песна. Ќе беше некоја друга дискусија. Сега немаме легитимитет да го направиме тоа како пратеници. И доколку одиме по 4 измени на Уставот кои вие ги дадовте како предлог, додавање на придавката, измени во преамбулата, посврста гаранција на границата, само кратко, бидејќи многу е говорено, меѓутоа кога разговараме нешто, кога дебатираме нешто, посебно толку важно за државата, мора да дадеме и образложение на граѓаните во кои делови ние не се согласуваме од таквиот договор и зошто имаме таков цврст став по однос на ова прашање, односно по гласањето за отварање на уставните измени. Значи, ова придавка која оди со Северна Македонија, односно името Република Северна Македонија или скратено Северна Македонија, значи, најблагоречено значи грубо мешање на внатрешните работи на Република Македонија спротивно на меѓународното и националното право. И да не го повторувам што многу на дебати и научници го говореа во делот на националните установи, дека се деноминира, денационализира, дека се демакедонизира, тоа е суштината на таа придавка и нема правна логика.
региони во Грција, со име Централна, Источна, Западна, да можат да си користат името Македонија како што сакаат, а државата Северна Македонија не. Тоа се тие административни региони, ова вие го направивте при вашите договори. Одредени административни региони користат име Македонија и во други држави, меѓутоа не се иредентистичка закана за Хеленската република. И сега, ние ќе гласаме и понатаму во текот на и гласаме, еве вашиот референдум беше за Европска Македонија, и зошто во овој период ние да бидеме закана за нашиот јужен сосед. Значи, одиме, НАТО ќе не штити, Европска Унија ќе не штити. Зошто мораше ова да се прифати под закрилото на закана од нас? Значи, тие аргументи не држат и кога ги разгледувам, се суштински, односно суштината е во таа придавка што се става во делот на преамбулата. Духот на нерамноправноста извири уште од првата реченица на преамбулата, зошто првата страна е Хеленска република, како уставен израз, како синоним на грчкоста, континуитет од античките градови, а втората е неимена. Нема, безимена е. Тоа е само втора страна. И многу важно, преамбулата е главата на Уставот. Со неа всушност се дефинира личниот опис на државата и на нацијата што го организира тоа. Всушност, со ова грците ќе извршат едно бришење на меморијата од нас на делот од историјата, односно ќе се направат нови историски факти кои за жал ќе бидат лажни. Тоа е делот на уставните измени во преамбулата. За да не делжам многу, ќе бидам пократка. За она што сакате да го дефинирате со референдумот, задолжителен или консултативен, Уставот не прави разлика меѓу консултативен и задолжителен. Значи, одлука донесена на сите видови на референдуми во Република Македонија, беше неуспешен, тоа го потврди и ДИК. Меѓутоа, што се однесува до самите насоги во предлогот, утврдени во договорот, а не се опфатени со уставните измени, например, што ќе се случува со придавките македонско, македонска, македонски, согласно член 7 од договорот, мора да бидат дообјаснети, и во делот на неименување на границата, предлогот содржи еден абсурд, тоа е со предлогот да се декларира, Уставот не подразбира тоа декларира. Спорен е уставниот амандман со кој се предлага грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сите наши сограѓани во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави во нивните внатрешни работи, во каква било форма и заради каква било причина. Ова е опасна формулација, бидејќи суверените права на другите држави и нивните внатрешни работи може да бидат пречка за наша непречена соработка и одржување на блиски односи со нашите сонародници во странство. Практично со овој амандман Македонија наместо мостови за соработка и изближување со македонците од ширум светот, гради зид меѓу нас, бидејќи Бугарија, Грција или Албанија во секое време, поради било која причина и каква било форма, може да ни забрана да се грижиме за културните, социјалните и другите права на нашите соработници. Тоа е само дел од материјалната расправа, од она што сметам дека задира во нашиот идентитет, во нашите права, во оние 4 делови, односно од измената на Уставот, меѓутоа е она што не оди во прилог нити на Република Македонија е изјавите на вашиот колега и на Ципрас, изјавите и на Коцијас за она како се избореле за ерга омнес во Република Македонија. Може да објасните, не било по нивно барање, било по ваше барање.
Значи, она што се лиферува таму дека Грција води играта со името, иако Македонија прифатила ова, сепак на крај ќе зависи од нив во наредните чекори за влез на Република Македонија во Европската Унија. Во делот на шокантните изјави на Ципрас, ке го сменат уставот и името, јазикот ке е словенски и нема да имаат право на Александар, во тоа што ние и прочитавме со неговите говори, дури споменици ке се носат во Солун. Добро, тоа е нешто што вие сте се договориле, но она што за нас е многу битно е таквиот лесен начин на повикување до нас како пратеници. Значи, ова е се само дел од нашите, како пратеници, дел од нашите изјави, во делот во кој ние не се согласуваме со овај договор, иако не сакаме воопшто да попречиме во целокупниот процес за влез на Република Македонија во ЕУ и НАТО, меѓутоа со еден достоинствен договор, во кој Македонија ќе биде достоинствена и ние како македонци достоинствено ќе влеземе во Европска Унија и НАТО. Затоа, ние како пратеничка група го имаме искажано и нашиот став, не можеме во вакви услови навистина да дадеме поддршка за измена, односно за овие уставни измени. Благодарам.